Дочекавме уште еден 2 август, ден кој што представува своевидно тројство на нашето празнување, затоа што денес христијаните го чествуваат Свети Илија, громовникот, а граѓаните на нашата татковина го слават денот на Републиката во кој свое место нашле не еден, туку 2 Илинден. Денес се слави и на Мечкин камен во Крушево, и во меморијалниот центар Асном во Пелинце, но и во сите македонски градови и села. Славиме и ние овде во нашата Струмица, затоа што Илинден 1903 и Илинден 1944 се дел од нашите битија и од нашето постоење. Тоа што ја испишува историјата на нашето битисување е вкоренето токму во значењето на овие 2 грандиозни настани. И затоа, кога одбележуваме 116 години од Илинденската епопеја и 75 години од Асномската државотворност, треба да бидеме срекни, одважни и горди на нераскинливоста на двете состојки кои ја сочинуваат есенцијата на нашата лична и колективна идентификација. Тоа значи дека не можеме да зборуваме за Крушевската република без да направиме спој со првото заседание на Асном. Во исто време, неправедно би било да се спомнуваме за историскиот настан од манастирот Свети Прохор Пчински, без при тоа да ги апострофираме битките кои се случија 41 година пред тоа и ја донесоа првата република на Балкан. Пожелно е секогаш да ги истакнуваме Крушевскиот манифест и манифестот на Асном како 2 сродни документа од нашата историја. И конечно, истиот пиедестал од македонскиот времеплов го заслужуваат и Никола Карев, председателот на Крушевската република, и Методија Андонов Ченто, председателот на президиумот на првото заседание на Асном, заедно со сите нивни идеолошки соборци, илинденци и јасновци. Факт е дека 2 Илиндена се случиле во 2 сосема различни периоди од македонската историја, но нема никакво сомнение дека нивниот коренов систем е сосема идентичен. Впрочем, слободата на татковината и нишаните на низината државност се нешта кои се испреплетуваат и се надополнуваат. Не е случајно што делегатите на првото заседание на Асном се нарекувале себе си нови илинденци. Македонското паметење осведочува таа поврзаност, како таква треба да се пренесе од колено на колено на сите идни генерации без разлика на нивната етничка, верска, социјална, идеолошка и каква било друга определба. Неопходно е секогаш да се има на ум дека Илинден 1903 година и Илинден 1944 се нераскинливи делови од нашето македонско постоење. Во таа смисла, Илинденското востание ќе остане запаметено како последен крик на непокор на македонските востаници против петвековниот османлиски јарем и како силна артикулација на исконската желба за слобода. И иако Крушевската република трајала само 10 дена, а востанието било задушено во крв и пламен, храбрите востаници му дале до знаење на целиот свет дека нивниот сон за собствена татковина еден ден ќе стане јаве. Тоа јаве го сториле илинденците од Асном со формирање на врховното законодавно и извршно тело на Демократска федерална Македонија, која подоцна било преименувано во Народно собрање на Македонија, а декларацијата и неколкуте решенија донесени на заседанието ќе ги истакнат белезите на нашата државност. Денес, по 116 години од Илинденското востание и по 75 години од првото заседание на Асном, повеќе од потребно е да си подадеме рака и да бидеме единствени во нашето патување низ новото време, прифаќајќи ги сите предизвици кои ги носи со себе. Премостувањето на минатото и иднината е наша заедничка задача. Нека ни се срекни и вековити 2 Илинден.